Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. 4 лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа која вчера вечер нешто пред полнок се случила на Скопската обиколница. До несреќата дошло кога камион загубил контрола пошто ги пробил заштитните банкини и прешол во спротивната насока, при што се судрил со автомобил. Од сударот автомобилот се запалил и целосно изгорел. Одиме веднаш на терен. Тамара Дичовска од утрово е на Скопската обиколница. Имаме во овие вести во живо. Тамара, веќе имаме и официјална потврда на идентитетот на жртвите. Соопштили полицијата некакви детали за тоа како дошло до оваа несреќа? Да, тешка сообраќајна несреќа се случила вчера вечер тука помеѓу надвозникот Визбегова и Клучката за селото Мирковци, токму каде што и ние се наоѓаме, стои тука камионот кој што всушност ја предизвикал оваа сообраќајна несреќа тука на автопатот. Сега ќе го замолам снимателот Златко Поповски да прикаже од таа страна на автопатот се движел и токму и камионот, меѓутоа од засега непознати причини изгубил контрола над возилото и преку банкината може да се забележи. Сега поминуваат возила, меѓутоа помеѓу таа банкина која што веќе е откината и откорната, од таа лента ја губи контролата и се престројува во ова лента која што во спротивен правец и тука удира во возилото БМВ. Во возилото БМВ имало 4 лица, но од силниот удар двете возила се запалиле и за жал сите 4 лица во возилото го загубиле својот живот, а возачот, 76 годишниот возач на камионот, преживел и сега се наоѓа во полициска станица. Пожарна пристигнала тука на местото, го изгаснала пожарот, огнот од двете возила, меѓутоа екипа на итната медицинска помош констатирала смрт кај сите 4 лица во возилото. Како што станува збор за возачот на возилото БМВ и 51 годишниот баритон и првенец на Македонската национална опера и балет Ристе Велков, кој што бил со уште 3 други лица во автомобилот, меѓу кои неговиот 20 годишен син, кој што за жал, како што кажав, сите го загубиле животот. Камионот се уште стои тука, како што може да се види, предниот дел е целосно изгорен. Станува збор за влекач МАН со полуприколка, како што ја изгубил контролата, се пристроил во спротивната лента и завршил тука во оваа тревна површина која што всушност се наоѓа до автопатот. Еве може да се забележи уличното осветлување кое што се наоѓа на автопатот е целосно откорнато и се наоѓа тука до изгорениот камион. Јавен обвинител дојде и тука на лице место и извршил увид и тој сега возачот се наоѓа во полициска станица. Полицијата ќе треба да одлучи каква кривична пријава и каква пријава ќе има против него. Па деталите официјални да ги слушнеме и од портпаролот на МВР Гоце Андреевски. 76 годишниот ББ од Косово, управувајќи товарно возило влекач МАН со полуприколка со косовски национални ознаки, изгубил контрола над возилото и со него преминал преку металната ограда во спротивната насока на автопатот, при што се судрил со патничко возило БМВ со скопски регистарски ознаки, управувано од 51 годишниот РВ од Скопје. Од сударот настанал пожар во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Пожарот бил изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје. Од добиените повреди на местото на несреќата починал возачот РВ и сопатниците од неговото возило, 20 годишниот АВ и 20 годишниот ПМ од Скопје, и уште едно лице чиј идентитет за сега е непознат. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата се предадени за обдукција. Исто така по наредба на јавен обвинител возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. Поради тоа што станува збор за голема трагедија, се отвори од утринава прашање во јавноста со оглед на тоа што возачот на камионот имал 76 години, до кога е границата всушност да се вози возило и не обично возило, токму товарно возило, камион.
Меѓутоа, во Македонија барем законот нема граница, односно не прецизира доколку некоја личност може да управува со возило, но најчесто после 65 години се прават поредовни лекарски контроли за способноста на лицето да управува со возилото, така што се отвори прашањето и дали треба да има ограничување на возраст за управување токму на вакви тешки товарни возила. Сега, иако сообраќајот беше блокиран од синоќа кога се случи сообраќајната несреќа од 23 часот до 5 часот утринава, сега е нормализиран сообраќајот и може да се поминува тука од кај надвозникот во Визбегово и Клучката Мирковци. Телата се дадени на обдукција на починатите, се чека за тоа како полицијата и обвинителството ќе постапи за 76 годишниот возач кој што всушност ја предизвикува несреќа со тоа што изгуби контрола врз камионот и се судри со возилото BMW, што предизвика смрт кај 4 лица, сочувство до семејствата на починатите. Александар, тоа се засега сите детали од местото на настанот. Ние секако се јавуваме во 16 часот с повеќе детали и од полиција и од обвинителство. Тамара, само едно прашање, дали се предпоставките дека возачот на камионот заспал додека возел? Како се случило, бидејќи сепак станува збор за професионален возач кој што вози камион со приколка, која што се вози со посебна категорија на дозвола, веројатно и долго искуство на патиштата? Така, Александар, засега тие детали не ги соопштуваат од полицијата, единствено дека изгубил контрола врз возилото, меѓутоа со оглед на тоа што станува збор за доцни вечерни часови, односно 23 часот, можеме само да предпоставуваме дали заспал во возилото, дали може би било думор или едноставно може би поради некоја здравствена состојба изгубил контрола врз возилото и се вклучил во спротивната лента, меѓутоа да не се шпекулира, сепак ќе ги почекаме официјалните податоци од полицијата за тоа што всушност се случило и зошто се вклучил во спротивната лента на овој автопаток. Да, веројатно разговорот во полициска станица ќе открие повеќе детали, дали пак може би станува евентуално збор за некаков дефект. Тоа се ќе бидат теми кои што ќе ги работиме во текот на денот, како што кажа и ти, остануваш на Скопската обиколница, ги очекуваме деталите во вестите во 16. Беше тоа Тамара Дичовска која што известуваше за сообраќајната несреќа. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска во Шведска треба да оствари средба со бугарската колешка Весислава Петрова Чамова. Средбата е најавена на маргините на министерскиот состанок на НАТО во Хелсинбург и доаѓа по претходниот краток неформален контакт меѓу двајцата министри, кој во јавноста беше протолкуван како прв сигнал за можност за подиректна комуникација меѓу Скопје и Софија. Во фокусот се очекува да бидат билатералните односи, европската интеграција на Македонија и прашањата што остануваат отворени меѓу двете земји. Средбата се случува во период кога по промената на власта во Скопје се прават обиди за внимателно тестирање на атмосферата во односите со Бугарија, но без некои најави за суштинско поместување на позиции. Официјална Софија и натаму инсистира дека обврските превземени од европската преговарачка рамка треба да бидат исполнети, додека македонската влада бара гаранции дека процесот нема да биде изложен на нови билатерални условувања. Средбата доаѓа на еден ден по новиот предлог на германскиот канцелар Мерц, кој предлага начини за постепена интеграција за земјите кандидати. Го следиме овој настан, најавен е за рано попладнево, детали ќе имаме во следните изданија. Владеачката ВМРО-ДПМН го обвинува опозицијскиот лидер Филипче дека е главен промотор на бугарските политики во Македонија. Според партискиот портпарол, Филипче се става на услуга на Бугарија и ги лаже македонските граѓани дека уставните измени се последниот чекор во интеграциите. Филипче е најголем промотор на бугарските позиции во Скопје. Филипче и СДС ден денес имаат ист став по однос на уставните измени со бугарските власти, предводени токму од Румен Радев. Филипче и СДС имаат ист став со бугарските власти дека ние сме северно македонци, дека Гоце Делчев е бугарин, но кога ќе се дојде до темата уставни измени, тука Бугарија вели јасно и гласно дека тоа не е последниот чекор на Македонија кој треба да го испорача за да стане дел од европското семејство. Додека уценетиот Филипче од негови познати причини ги лаже граѓаните дека ова е последниот чекор и дека утре дента ќе станеме дел од Европската унија. Филипче и СДС кои немаат никаква визија, програма и концепт за тоа како треба да се води партија, а камоли држава, одат со главата во зид
и се ставаат на услуга на бугарските власти, мислејќи дека со удоволување на нивните барања ќе дојдат на власт. А Филипче се јави со пост на социјалните мрежи. Бугарија е јасна, францускиот предлог е намаса. Нема што Мицкоски да ветува, секое негово ветување завршува со неисполнување уште 9 дена до 1 јуни и уште едно неисполнето ветување за реформската агенда. Граѓаните веќе не веруваат во зборови, сакаат резултати, напиша Филипче на платформата X, на која што ги сподели последните ставови на официјална Софија. Идентична порака и од пресконференцијата на СДСМ предпладнева од партијата велат дека не се согласуваат со новиот предлог на германскиот канцелар Мерц за придружено членство. Преговараме со Европската Унија, а не со Бугарија. Малцинствата се европско прашање. Мицкоски да не го користи нон-пейперот на Мерц како дополнително алиби и изговор да не се направат следните чекори за кои што сите укажуваат дека не може да бидат променети. Мерц не вели дека реформите не се потребни. Напротив, овој предлог е само порака која што треба да ги мотивира земите кандидати да работат побрзо и да работат поефикасно. СДСМ не се согласува со предлогот за придружно членство без полноправно членство во Европската Унија. Ние бараме целосно членство во Европската Унија, да ги внесеме малцинствата во Уставот, да ги изгласаме уставните измени за еднината на младите и за еднината на државата. Малцинства во Уставот сега, Европа сега. Државно-црковна делегација предводена од председателот на Собранието Африм Гаши престојува во Рим во рамки на традиционалното чествување на светите Кирил и Методи. Гаши денеска во Ватикан ќе има аудиенција кај папата Лав 14 и средба со државниот секретар на Светиот престол Пиетро Паролин. Централното поклонение ќе содржи утре во базиликата Сан Клементе, каде што свештенослужители на Македонската православна црква Охридска архиепископија, предводени од архиепископот господин Стефан, ќе одржат молебен на гробот на Свети Кирил. Делегацијата ќе посети и базиликата Санта Марија Маджоре, каде што Гаши ќе положи венец на спомен плочата на македонски јазик, поставена во знак на благодарност за осветувањето на словенските книги во 868 година. Чествувањето во Рим традиционално се одржува секоја година на 24 мај, денот на светите Кирил и Методи, кој од 2007 е државен празник и неработен ден за сите граѓани. А Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска ќе одбележи 77 годишнината од основањето и патрониот празник 24 мај. Свеченоста почнува со положување цвеќе на споменикот на светите Кирил и Методи, пошто во ректоратот ќе се обрати и ректорката Билјана Ангелова. На настанот ќе бидат доделени награди за најдобро дипломирани студенти од минатата учебна година, како и наградата 26 јули од Фондацијата Франк Манинг. Најавени се и уметничка програма и изложба Дзид на креативна азбука. Академик Стојко Стојков на Штипскиот универзитет ја промовираше својата најнова книга "Многу имените други", во која покрај средновековни извори ја анализира и Македонија. Во фокусот е научно читање на историјата, но и потребата македонската историографија посилно да одговори на современите негирања и погрешни толкувања. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски ги има деталите. Огромна е разликата помеѓу чувствата на обичниот граѓанин во Пиринскиот дел на Македонија и официјалната бугарска политика, тврди академик Стојко Стојков. Тоа е место каде може во живо да се наблюдува преплетувањето на различни пропаганди и идеологии и како традицијата се адаптира на ново настанатите состојби. Има секакви самоопределби веќе после толку години на асимилација и на национален инженерик што се прави таму, меѓутоа се уште има голем број луѓе кои што имат македонска самосвест, кои што не ги прифаќаат официјалните наративи, а дури меѓу оние кои што до некаде ги прифаќаат и тие ги прифаќаат на еден специфичен начин, прекршени преку македонското наследство, така што сепак се гледат како нешто различно од тоа на кој што официјално се промовира.
Единственото наше оружје против пропагандата е вистината. Меѓутоа, македонската историографија беше недоволно поттикнувана и поддржувана за работа на ова поле, што не е случај со јазикот, смета Стојков. Видите разликата со македонскиот јазик, бидејќи нашите колеги од македонски јазик не беа зауздувани, а работеа слободно и во тоа се инвестираше. Тоа што го гледаме денеска е дека без разлика на сите обиди од страна на Република Бугарија да негира македонски јазик, таа не успеа. Затоа што македонската страна си ја завршила работата и овие негации не може да успеа. Академик Стојков на Факултетот за образовни науки при УГД ја промовираше својата најнова книга Многоимените други, Македонија пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан, во која се елаборираат средновековните текстови, каде македонците се прикажани како различни и поинакви од останатите балкански народи. За Сител, Трајан Ристовски. Охридската противпожарна служба во пресрет на летната сезона е подготвена за интервенции, но се соочува со недостиг на возила и кадар, особено бидејќи покрива и дел од Дебарца. По 25 години пожарникарите конечно добија нови интервентни униформи, а од службата апелираат граѓаните внимателно да се однесуваат за да се спречат пожари на отворено. Во пресрет на летната сезона Охридската противпожарна служба подготвена да одговори на потребите на граѓаните, но не достигаат возила и кадар. После 25 години набавени се нови интервентни униформи за сите пожарникари, со што безбедноста на едно повисоко ниво. Возниот парк брои 9 возила, од кои оперативни се 6, но според заменик командирот Кузмановски неопходна е набавка на нови возила. Во моментов располагаме со 9 возила, од кои што оперативни се некаде 6 возила, така да имаме потреба од нови возила. Како што напоменав, во теке соработка со операција Флоријан, се надеваме дека во брзо време ќе добијаме возила, така да ќе го поправиме нашиот возен парк. Противпожарната единица брои 40 пожарникари, доволна бројка за Охрид, но бидејќи ја покриваат и општина Дебарца, се соочуваат со дефицит на кадар. Во моментов противпожарната единица во Охрид брои 40 члена, припадници, од кои што се надеваме дека во наредниот период ќе добиеме уште неколку припадници, така да мислам дека со тој број ќе можеме да одговориме на потребите на градот Охрид и Дебарца. Најчестите интервенции на терен се од отворен простор и шумски пожари. Пожарникарите со апел до сите граѓани за внимателно и одговорно однесување. Пожарите на отворено, палењето стрништа, невнимателното фрлање од пушоци и несовесното однесување може да предизвикаат сериозни последици по природата, имотот и човечките животи. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Вестите од светот.